Група станари кои живеат во зградите на бетон денес се собра и пред медиумите го кажаа проблемот со кој се соочуваат повеќе од 20 години. Односно бараат итно да бидат отстранети хаварисаните возила кои не само што представуваат грда слика во овој дел од градот, туку и не влекуваат голем број змии, гуштери, како и кучиња скитници, од кои станарите стравуваат да си ги отворат прозорците од своите домови и од подрумите. Сакаме да се тргнат, колку години стојат тука овие коли, сметат не и мачки, и змии, се има тука. Сакаме одма да се тргнат. Нешто кој ќе ни падне и на 70 години, на 80 се качуваме на колите, па да се го земеме чаршавчето било нешто. Не може да си го оставиш или ќебе ни паднало. Тука ко немаше коли беше многу зелено. Станарите поднели и барање со петиција до општината и до одговорните во одделението за внатрешни работи, со кое се бара итно решавање на проблемот. Покрај ова, тие бараат да се асфалтира и просторот пред зградата за да имаат простор за паркирање на возилата. Не, за паркирањето на колите немам што да кажам. Тоа не е наше, тоа е општинско и они треба да си најдат. Тука мора да има место дека да паркират луѓето. Урети, тоа ќе биде убаво да биде направено, ама Јас рачунам дека треба ова, например, кантата за ѓубрешое да биде на едно место, просторот цел да се асфалтира за да може и она што ќе се паркират колите да се знаат секој свое место. Вака се сите блокирани едно на друго, нема кој каде да влезе, нема кој каде да излезе. И напрети од мислам на предниот дел од зградата кај што се кај колите, кај гаражите, кога би се уредило и да се тоа асфалтира, не би се и како што треба овие да се тргнат, тогаш би било и за децата што ќе излезат, не смеш да го пуштиш да излези да игра. Па дали е внучето или твоето или моето, да може да слези долу. Вака не смеш да го пуштиш, или ќе се пресечи, или ќе се удри некаде, или како што има разни работи, мислам, тоа не, ако јас верувам дека ако тргнат некое коло, тоа ќе има 300 чудо таму да се видат. Од локалната самоуправа информираат дека проблемот со хаварисаните возила е надлежност на судот и полицијата, а во однос на асфалтирањето и речистувањето на паркинг просторот пред зградата, дополнително ќе се разгледа барањето на станарите.